Додека опасната Мариовска дивина и длабокиот снег се уште го кријат 10-годишното момче Петар, неговото исчезнување во јавноста како пак да ја отвори децениската рак рана на македонското општество. Потврлија ли пак надлежните институции околу стручната грижа за семејствата во социјален ризик, а особено за лицата со попречености? Се пореволтирано се прашуваат граѓаните. На социјалните мрежи бројни се реакциите во кои се бара одговорност од државата. И додека од меѓуопштинскиот центар за социјални работи од Прилеп молчат, психолозите со укажувања дека на ваквите семејства повеќе од неопходна им е постојана социјална поддршка. Секое семејство кое што е под социјален ризик има потреба од помош, социјална помош. Затоа што социјалната поддршка нив му е потребна затоа што тие не се способни сами да излезат на крај со некои проблеми со кои што се соочува. Како прво не се ни свесни од каде да побара помош, значи. Лицата кои што се со попреченост, кај нив развоју не оди на ниво на нашата свест, значи. И нив му е потребно, значи, поголема упатеност, повеќе надзор, повеќе внимание, значи, повеќе насоки, затоа што тие не се ни на сознание дека постои нешто што би можеле да го искориста од државата или од они институции во државата. Реагираа и од детската амбасада Меѓаши. Оттаму потенцираат дека во Македонија 5 деца се водат како исчезнати и дека крајно време е и кај нас да се активира европскиот број за исчезнати лица 116 000. Во овој случај, ако нема резултат од таквата координирана акција заедно со граѓаните, полицијата и сите институции на системот, во тој случај треба да се мобилизира и Интерпол и Европол. Секој ден во светот исчезнуваат по 22.000 деца. Во Македонија 5 деца се водат како исчезнати и се уште не се пронајдени. Инаку, како што Алфа дознава од своји извори, малиот Петар е дете со сериозни оштетувања во говорот, слухот, но и во видот, што може би е и причина повеќе за отежнатата и досега безуспешна потрага која трае веќе 5 дена. Тој исчезна во петокот околу 16 часот во атарот на Мариовското село Врбско. Потрагата по него, полицијата официјално ја презеде дури завчера, а јавното обвинителство отвори предмет, кој се уште не е предистражна постапка.